Благодарам, председателе. Почитувани колеги пратеници, ако гледаат олигарсите можат да здивнат изгледа ова измена на Уставот и она што вие го кажувавте цело време олигарсите, треба веќе да престанете да ги барате во редовите на СДСМ. Ама жално е што овде се препукуваме како политички партии повторно за некој кој што има име и презиме и кој што може би направил злоупотреба на некакво дело, ние овде да се расправаме. И ако некој оној обичен граѓанин што не гледа, иако не гледа, сигурно ќе ја свати како онаа народната придржи ми го копилево со извинување за да им кажам на ова. Тоа денес може да го види народот на Република Македонија. Па нели ние овде она што беше застарување што го кажуват, па нели се кажа и 30 години да старува најголемото дело. Национализацијата беше 45-та година, па донесовме закон за денационализација. Ние денес, почитувани колеги, не бараме деприватизација. Бараме она што редовно вие го нафрлувате на страната на Социјалдемократскиот сојуз, да се она што се мисли дека е криминална приватизација, да се оствари во една судска постапка без меѓу себе да и понатаму се препукуваме. И едните и другите биле и власт и опозиција. И едните и другите може би имале во своите редови луѓе кои што приватизирале и луѓе кои што приватизирајќи направиле казнено кривично дело. Токму тоа, со оваа измена на Уставот, бараме законски, регулативно, ни судски органи, да видиме кои се тие кои што направиле злоупотреба при приватизацијата. Ние тоа го бараме, а верувајте и сите оние што правилно, поштено приватизирале одредени предпријатија и тие тоа го бараат да си ја тргнат лагата, односно она што е мрља на нивните, да не речам, и имоти. Затоа што и тие се свесни по онаа турската арам ѓелде, арам ѓикте, арамоција арам, и тие сакаат да знаат како постапиле и дали постапиле законски. А не ние овде само да нафрлуваме одредени идеи кој повеќе тоа украл во Република Македонија. Па дури овде беа кажани и колку милиарди биле приватизирани. Ај овие помладите може би не знаат, ама оние кои што учествувале, кои што знаат што е приватизацијата, знаат дека првата приватизација и трансформација на тој општествен капитал почна со Анте Марковиќ. Па тогаш се дава интерни акции. Па првиот закон за трансформација во самостојна Република Македонија беше донесен со гласање на сите пратеници во тогашното собрание 93-та година, кога Клюсев беше премиер на Република Македонија. Сите овие работи, почитувани колеги, одовде беа искажани работи дека биле донесени по криминален закон. Знаете вие за оваа година додека сме овде колку криминални закони донесовте? Ама ние не учествувавме, не гласавме за тие закони, ние можеме да зборуваме за тие закони кои што на таков начин ги донесовте. Ама вие да зборувате за она што некој од вашите редови тогаш гласа, и вие сето тоа, она што се дешавало на вашата страна, да не го прифаќате, а она што го направиле некои кои што може би биле блиски на СДСМ, ама сега се во вашите редови, тоа не може да се направи. Има една работа. Со тие интерни акции
Предходно една почитувана колешка и даде реплика дека вие направивте приватизирање на толку и толку имот. Знаете ли дека првите приватизации по интерни акции не се плаќаше во државата пари? Она што беше законски се дава интерни акции и тоа само на оние кои што беа вработени во тие предпријатија. Имаше луѓе кои што можеби месец дена пред тоа заминале во пензија, па немаа ниту една интерна акција во предпријатијата во кои што работеле и по 35 години. Меѓутоа законот беше таков. Имаше луѓе кои што работеа во државна администрација, тогашна администрација, кои што немаа никаде никаква интерна акција. Законот беше на сите оние кои што се во тие предпријатија да добијат соодветно на нивниот личен доход тогаш, соодветно интерни акции. И секој колку што имал личен доход, толку имаше и интерни акции. Работата, почитувани колеги, дел почна по она што сакам да ви го кажам, а тоа е дека по истиот тој принцип, какви што закони донесовме ние, по такви закони и Словенија трансформираше општествениот капитал. Верувате ли вие дека во Словенија и ден денес тој модел на приватизација во најголемиот број, она што викаат државни предпријатија, се уште стојат тие акции? Ама кај нас што се деси? Дали како македонци кога ќе дојдеме до некакво, да не го кажам сега, до некаква коска и мислиме да таа е само за нас, и почна она што значи уценување на вработените, лажење на тие вработени дека треба да му го дадат управувачкиот пакет на одреден менаджер, почињање на земање на пари од благајна, па со тие пари купување на акции во тие предпријатија, и така да стануваат газди, и на крај што се деси? Сите тие одредени и во едните и во другите партии на власт додека биле, почнаа да си земаат и видоа дека можат лагодно да си ги вршат сите овие работи, и така дојде до прелевање на она што беше на работниците, да дојде кај одредена група на луѓе. И сето тоа сите ние треба многу добро да го знаеме, барем оние што имале некаков допир со таа приватизација. И сега да прескокнете еден период кога јас не верувам дека СДСМ додека беше на власт имаше земено на име на СДСМ една фирма. А вие, почитувани колеги од ВМРО ДПМН, имавте многу фирми 98 кога дојдовте, почнавте да ги приватизирате на име на ВМРО ДПМН. Почнавте да ги земате акциите на многу предпријатија со присила да ви ги префрлаат на ВМРО ДПМН. Ако некој сака, такви докази имам и ќе ви ги дадам. Тие докази биле и разгледувани. Печатот од ВМРО ДПМН верувам дека се уште не ви е променет. Почитувани колеги, жално е да зборувате за еден период, да го забаравате периодот кога луѓе кои што сум ги знаел, кои што возеа искршено фичо, а кои што тогаш 98-9 секаде каде што имаше, дали 15% пензискиот фонд, дали уште 32-3% од општествениот капитал, секаде, почитувани колеги, вие стававте владин повереник. Тие владини повереници ваши почнаа со тие така наречени олигарси да шуруваат и да соработуваат, и онака може би гладни луѓето, желни и за власт, и за сласт, и за пари, почнаа и тие самите да си црпат од она што беше општествен мед. И затоа сето она што го бараме овде е да ја фрлиме мрлята и од ВМРО ДПМН како политичка партија и од СДСМ. Сите тие имаат и име и презиме. И за нивно добро
е што побрзо и што порано да можат истите и да си завршат дека одредена работа ја завршиле законски и легално. Да не почнуваме фирми како и што ги приватизиравте, како ги теравте под стечај па да ги купувате, како тие фирми, како владини повереници. Колегата од Гостивар замина. Он го знае вашиот прв владин повереник и пратеник од Гостивар, кој што Горни полог, како владен повереник формира предпријатие Шарско јагне, за да преку него го исцрпи целокупниот капитал на Горни полог, за да денеска тој што возеше фичон из Гостивар не знае колку капитал има и да живее само од кирии и закупнини. Исти ваш пратеник се обиде да ја земе и медицинска пластика во Тетово. Почитувани колеги, вие мислевте дека со уништувањето на доказите од Заводот за платен промет, кој што наврат нанос тогашниот министер за финансии сакаше да го уништи, дека нема никакви докази. Она што го кажавте дека секој ги чува документите 10 години. Може би правните лица се должни да ги чуваат 10 години. Ама има документи кои што некаде останали. Има документи за кои што се почнало постапка. Има документи за кои што се водело 10 години постапка, за да на крај дадете едно судско известување дека е изминат рокот на застареност на тоа дело. Е токму за тие дела, барем за оние што ги имаме, за кои што народот се сомнева, за кои што народот има докази, треба веќе еднаш да ги извадиме, а не ние овде да се препукуваме. Знаете ли зошто нема ниту еден медиум на оние што ги викаме независни македонски телевизии да го пренесува овде? Затоа што вие оние што ги нарекувате олигарси, сите во Република Македонија си имаат собствен медиум. Па ајде да ве видам сега вистината, нека излезе на виделина, освен овде и ние заеднички ако нешто не преземеме. Она што се случуваше во Република Македонија, посебно од 99 до 2001 година посебно, тоа беше не приватизација, тоа беше општа плячка. Тоа беше криминал. А она што претходно беше, и што дури и колегата Изет ги спомена 4 милиарди евра, сватете дека тоа беше, прво се вршеше проценка на општествениот капитал, па по таа проценка им се делеа на сите вработени соодветни акции. Ама она што се случуваше после, со разни стечаи, со ликвидации, со принудни управи на тие предпријатија, дојде да се деси тоа што се деси. Знаете ли Алумина како ја раскрчмивте и ја уништивте? Па вие, луѓе, имавте на предпријатието ВМРО ДПМН и директор кој што имаше име и презиме, и со кој јас сум разговарал, Сашо Андоновски. Човекот не знаеше да зборува, па рече, Чичко иле ме натера да бидам директор. И такви работи има. Па дајте да ги отвориме тие работи овде и да престанеме меѓу себе да си се нафрламе и политички да се дискредитираме за некој кој што дошол до одреден капитал. Не можеме да бидеме неми сведоци на нападите кои што ги користите пред медиумите кои што се сите ваши, да ја омаловажите СДСМ дека таа е иницијатор на она што значи криминал во приватизацијата. Секоја власт носи и добри и лоши одлуки. Ама нема власт која што не направила никаков проблем. И затоа да кажувате за некакви работи, а вчера дури гледам дека и се тргнати од Љупчо Георгиевски. А од министерот за финансии во тогашната влада, тоа не се тргнати.
тој може да биде премиер. Почитувани колеги, многу добро треба да знаете какви не само политички и антидржавни работи сте направили со тие приватизации кои што ги правите. Зарем би дозволила некоја држава која што има интегритет да продаде најдобар дел од објекти каде што им е сместена Народна банка, каде што им е сместена Управа за приходи, Централен регистар, клириншка куќа и да не набројувам уште кои државни институции. Вие тука ставивте да ви биде една банка во која што работел поранешниот министер за финансии и премиер. И многумина кога ќе ги запрашате низ Македонија, оние барем што повеќе се разбираат, она што денес ни се случува, и тоа треба да се разгледа. Доаѓа дека ние 45-та година пред тоа можеби сме биле во некаков вид феудализам, наеднаш станавме и влеговме во социализам, за да сега последниве години повторно сакаме да се вратиме во феудализам. Зарем не сакате да зборуваме за оние како ги направија парите за да ги купуваат цели комбинати, цели мелници, да отвораат разни болници и ред други работи? Зарем ние ќе аминуваме сето она што ќе дојде како законско решение? Зарем ќе избегнете одговорност за ОКТА? Зарем ќе избегнете одговорност за национална платежна картичка каде што вложува државата 7 милиони марки за да ја продадете 1,5 милион марки? Банка формиравте на име на ВМРО ДПМН. На сите тогаш им беше јасно и се знаеше дека Македонска банка е формирана од ВМРО ДПМН. Арно, ама ВМРО ДПМН не знае да работи, само знае да троши. И таа банка ја уништивте, откако видовте дека нема ни пари, работниците остана на улица. Уништивте и многу други предпријатија. А она што го вршевте како приватизација со 90% дисконт е токму во времето на ВМРО ДПМН. Од 99 до 2001 продадовте се и се што по 90% дисконт. Па вие знаете, за тоа беше суден и еден поранешен министер, Бесник Ветај. Ама тука морал да знае и министерот за финансии, преку него иделе парите. Продадовте еден трговски капацитет во Тетово преку ноќ, она што беа акции на државата, за 400.000 евра, тогаш 800.000 марки. Вршевте невиден притисок на се и се што дури и тутун без испратници и без фактури го изнесувавте во огромни количини од тетовскиот монопол, кој што ден денеска веќе не може ни глава да дигне и ден за ден пропаѓа. И сега не сакаме да донесеме уставна промена со која делата за оние луѓе кои што направиле криминална приватизација, оние кои што направиле нешто за што и самите треба да се срамат, затоа што прво не биле патриоти на оваа држава, не мислеле за оваа држава осим за себе, вие цело време се правдате со тоа што сторил СДСМ. И без срам и перде не обвинувате сите нас овде. Јас еве ви се нудам, ако треба и ако го донесеме законот, и да ви помогнам за најголемиот број на предпријатија, да ви ги дадам сите документи. Зарем не е она што се случуваше 2000-та година со воведувањето на ДДВ, кога одредени фирми им враќавте по 150-200 милиони денари и со тие пари купуваа се и се што? Зарем тие случаи не треба да се отворат? Зошто тие фирми после пропаднаа? Зошто тие фирми се ликвидираа? Зошто вратените пари повторно им се вратија на оние кои што претходно ги бараа?
Кој е се тука поврзан? Кои се тие луѓето кои што ги поддржуваат сите овие луѓе? Сите овие работи можевме и треба да ги отвориме, ама ќе ги отвориме ако дадете поддршка сето ова да се смени. Она што се случуваше, вие дури како приватна компанија се однесувавте ВМРО од ДПМН. Тогаш купувавте и емо го купивте. За среќа беше вратен и осуетен преку фирмата Арарат од Никшиќ, која што не постоеше. Имавте разни шеми за да дојдете до сите оние тутунски комбинати кои што ги земавте со оној кој што беше председател на фудбалскиот клуб, иначе Баджанак или не знам што беше, шурак на премиерот тогашен Георгиевски. Зарем тогаш министерот за финансии не знаеше ништо што се случува околу него? Или се што било пред 2006, сето тоа треба да се заборави? Арно, ама и после 2006 вие имате огромни криминали. И сега сите овие закони кои што ги носите, а со кои овие лица што од 2006 до 2012 правеле одреден криминал, вие мислите дека тоа со гласање повторно не може да се смени? Мислите дека законски ќе ги поддржите за да можат и понатаму да плячкаат и да прават што сакаат од државата? Затоа, почитувани колеги, не можеме да имаме држава, затоа што сите оние кои што ќе им дадеме можност гледаат прво себе си да се удостојат, себе си да си го наполнат бродот, а за државата и за народот нека се расправаат двете партии, тие на каму мислат кога ќе дојдат на избори. Ние не сакаме повторно и понатаму да бидеме заложници на некој кој што има име и презиме, да секој избори да ни се кажува дека тој и тој е ваш и таков и таков. Колега Димовски, реплицирај, па ќе ти докажам. Ти можеби тогаш си бил уште студент, а колку што знам и денес си студент. Према тоа, луѓе кои што нешто не создавале, не можат ни да знаат и безмилосно го трошат. Она што треба како држава да го направим, посебно ние како парламентарци, ако има некој овде од нас, олигарх, и него ќе му помогнеме да не го гледаме во очите и да не мислиме дека човекот на криминален начин, на нелегален начин, дошол до нешто што не било него. Па вие знаете што направивте Југохром, прво го уништивте, па го теравте во стечај за да можете да го продадете. Па сега од 2000 луѓе кога повторно го пуштаме се фалите дека 300 вработени се вратија во Југохром. И тоа е успех. Приватизирувавте каде што можевте. Да не зборуваме за оние случаеви кои што ги знам, а тоа е Намата во Куманово, Боро Петрушевски во Куманово. Па сите тие работи, луѓе, треба веќе еднаш да ги отвориме. Меѓусебно овде, она што го кажа колешката Светлана, дајте веќе да не се препукуваме за она што го правеле некој и некој си, кои што не се овде денес меѓу нас, и да фатиме да ги решаваме проблемите на граѓаните што се денес. А за да ги решиме проблемите, дајте еве веќе еднаш можност да се докажеме и да покажеме овие луѓе, да не ги нарекуваме олигарси, туку ако се докаже дека правилно и законски си ги завршиле сите работи и на некриминален начин оние што станале газди, да им помогнеме да станат уште поголеми газди, затоа што Македонија нема проблем со оние што ќе станат газди. Напротив, треба да имаме што повеќе газди, ама да мислат и на оние кои што треба да ги вработуваат, на оние кои што им треба парче леп, за да сите во една криза, сите да бидеме заедно згрижени. За жал тоа во Република Македонија не се случува. И затоа кога ќе кажеме да им се помогне на стечајците, ќе го отворите листот, вие ги створите стечајците.
Па споменува овде колегијеве со Фејсал 2 аранжманот како се создадени најголемиот број стечајци. Па вие ден денеска создавате уште стечајци. Ние не ги решивме сите стечајни работници. Ден денеска се создаваат технолошки вишоци. Знаете каде нема само стечајци, технолошки вишкови и непримање на работа, само во државна администрација. Така се држите на власт. Со пари и со државна администрација. А за се друго, најдобро и најлесно, СДСМ е крив, СДСМ се тие кои што правеле криминални приватизации и сите оние други работи. Кажете ми една фирма во Тетово која што е приватизирана и која што денес работи. Ако била приватизирана, не значи да ги уништите, бре луѓе. На почетокот кажав, Словенија истиот модел ден денеска го има. Словенија оди напред и е во Европска Унија. Ама ние ниту можеме да се однесуваме така, а изгледа ниту сакаме да се однесуваме така. И она што ви го кажавме дека во Хрватска е донесен ваква измена на Уставот. Донесен е ваков закон. Кога имаме во соседството, зошто ние да избегнуваме и зошто да не сакаме и да не излеземе во пресед на она што се вика давање на мандат на инспекцијските служби, на органите за прогон, на судството да извршат наплатување на она што било криминално стекнато. Тогаш веќе ќе знаеме дека кои се, од која провиненција и кои луѓе тоа им помогнале. Тогаш ќе можеме да се напаѓаме овде кој на кого му помогнал да дојде до таквите работи. А овде само се надмудруваме и кажуваме работи кои што не треба никого да го едноставно од народот интересира. А затоа е потребно она што се бара од сите нас денес. Оваа уставна одредба нека помине. Уставниот суд нека ја врати. Тогаш ќе разберат граѓаните дека и позицијата и опозицијата се за да се изврши едно декриминално однесување при процесот на приватизација. Во спротивен случај немате ни право, ни мандат веќе да зборувате за олигарси, за приватизација и за сите други работи. Затоа што едно зборувате, друго работите на терен. Арнова народот ќе слуша и ќе се наслуша и на крај ќе свати дека или едните или другите ја зборуваат вистината. А за да бидеме заеднички барем во една работа, денес е моментот, односно утре кога ќе заврши дебатата, за да донесеме предлог за измена на Уставот со тоа што ќе продолжиме да може да се врши контрола на сите оние криминални приватизации. Треба да знаеме дека не се тие криминални приватизации. Сето она што го кажав на почетокот со денационализацијата, ова не е деприватизација. Ова е само почеток на она што се вика криминална приватизација, доколку ја има. Со тоа ќе докажеме дека сме застанале за сите оние кои што сакаат да инвестираат во Република Македонија, да бидат луѓе кои што сакаат да и гледаат во очи во развојот на Македонија. Ние денес сакаме да го постигнеме сосема спротивното. Молим. Нема проблем. Да продолжиме понатаму, колега Стојко Поновски. Благодарам, колеги, да поддршката, меѓутоа колегата ќе зборува после, па ќе видиме зашто ќе зборува. Ако споменува имиња, нека ги споменува имињата, ама многу е жално да споменуваме имиња на луѓе. Затоа што, јас ќе ви кажам, еден пример од Тетово сам. Човек кој што сакал да ја извршите приватизацијата, проверката на приватизацијата во еден комбинат во Тетово. Тој човек ви даде 20.000 евра 2006 за да водите кампања.
ви ги даде сите документи. Арно, ама, тој човек, знаете што ми рече денес? Тие ми зедоја 20, таму зеле може би и 200. Затоа немаме комплетно разоткривање на криминалот во приватизацијата. И уште еднаш на една колешка овде да им кажам. Овде имам од основно јавно обвинителство, од судот. Како ги земале парите од благајна за да купуваат акции, предмети, кои што 7 години се влечеле на суд, за да после тоа судот донесе одлука дека делото е застарено. За ваквите барем предмети гласајте да ги разоткриеме, че добиете пари во вашата каса додека вие владеете. Јас ви гарантирам дека ќе ви помогнам во сите тие работи. Ама ако гласате. Ако не, ние кога ќе дојдеме, ќе мораме овие работи да ги ваѓаме. Се знаеме кој сме во Република Македонија, сите на бров да се изброиме, во еден ден ќе не избројат. Вие не можевте еден попис да направите. И кој знае кога ќе го правите? Парите ги потрошивте. Не е тоа криминал? Не е ли тоа криминал? Да, колега, политички затвореници има во Украина и во Република Македонија. Продолжете само со таквите работи. Се тоа, може би некои работи несвесно ги правите, ама ги правите утре, задутре, вие самите за сето тоа и ќе плачете. Затоа последен пат кажувам, гласајте за оваа уставна измена или воспротивно, не велам она затворете ја устата, ама барем не зборувајте за приватизацијата, барем не зборувајте за олигарсите, затоа што ако донесете, вие предложете закон и за конфискација на таквите имоти, ние ќе ве поддржиме. Ако воведете и смртна казна за таквите луѓе, и тука ќе ве поддржиме.